Во наредните неколку минути ќе зборуваме и на некој начин ќе осознаеме многу повеќе за биоинформатиката. Именно алтернативна медицина или пак лекување со информација. Во светски рамки постојано се слушаат за иновации, новитети кога станува збор за науката, но ретко слушаме за новитети и иновации во медицината кои што не се занимаваат со лекување со хемиска супстанца, односно со класичен лек. Што представува биоинформатиката, каков начин на лекување, всушност какви се третманите кои што се прават или пак процесот на лекување, за кои здравствени состојби се препорачува, многу повеќе ќе дознаеме во продолжение од разговорот со доктор Татјана Илиевска, специјалист по комплементарна и алтернативна медицина. Добре дојдете во САК Македонија. Ви благодарам на поканата. Моето првото прашање, што е, би рекла, најсоодветно за почеток, што представува биоинформатика? Вака, биоинформатика е всушност наука која што се занимава со проучување на информацијски процеси во биолошки системи. Дел од таа наука. Всушност тоа е тој дел примената биоинформатика кој што ние и го работиме. Секој жив организам има всушност, како да објаснам, буквално како хардвер и софтвер. Има еден дел кој што всушност сите физиолошки процеси се одвиваат преку комуникација помеѓу самите клетки, помеѓу самите органи. На тој начин ние ги обавуваме нормалните секојдневни активности. Сега, биоинформатиката, проучувајќи ги тие процеси, всушност докажува дека дел од заболувањата кои што ни се јавуваат се на некој начин проблем во комуникација помеѓу самите клетки. Тој сегмент ни овозможува да може после одредена диагностика кај нас во нашиот центар, каде што ќе видиме каде имаме проблем, каде имаме послаба функција, каде имаме некаков воспалителен процес, да ни дава увид и ни дава можност да можеме всушност од надвор да дадеме инструкции за органите како да се вратат во нормална функција. Значи проучувањето на меѓуклеточниот јазик ни дава огромни можности понатаму. Како се создава и пренесува информацијата? Еве, ако го замислиме човековиот организам како еден вид на софтвер, како се случува преносот на самата информација? Самата комуникација помеѓу клетките, нели, како што објаснив, се одвива преку ензими, хормони, пептиди, неуротрансмитери. Сите тие супстанции, ние имаме посебна апаратура, ги имаме во вид на електромагнетен импулс. Значи, на тој начин ние можеме да ја замениме таа комуникација, секоја од тие супстанции да ги замениме со електромагнетен импулс и да направиме комбинација, збир од клеточни сигнали, со кои што точно на одредена состојба ние можеме да дадеме на тие органи инструкција како да се вратат во нормална функција. Значи, може да кажам дека меѓуклеточниот јазик ние го имаме веќе предходно запишан во нашата апаратура, гледајќи ја соодветната дисфункција кај некој пациент, правиме комбинација од меѓуклеточни сигнали, што на нас всушност ни треба за да може да ја постигнеме саканата состојба кај некого. Така, сега, како изгледа прегледот, самото лекување што сте вели со биоинформатика? Прегледот е многу едноставен. Всушност, диагностиката кај нас е наједноставно да објаснам мерење како што прави истото мерење како што го правиме на пример кај интернист или кардиолог со ЕКГ апаратот. ЕКГ апаратот мери мембрански потенцијал на клетките и на тој начин ја мери функцијата, пример, на срцевите клетки. И тоа е веќе диагностика што се користи повеќе од 100 години во пракса. Ние наједноставно само го аплициравме истото, го мериме тој истиот мембрански потенцијал, меѓутоа сега не само на срцеви клетки, туку буквално на целиот организам, на сите органи. Кај нас увидот после диагностиката всушност ни дава можност да видиме каква е функцијата на сите органи. Диагностиката е исклучиво функционална диагностика. И многу едноставно, наместо како со ЕКГ апаратот да се ставаат електроди на рацете, на нозете и на градите, кај нас се ставаат на нозете, рацете и на челото на главата. И пак ќе кажам, се мери тој мембрански потенцијал, после диагностиката точно гледаме каде имаме послаба функција, каде нормална, каде воспалителен процес, кои симптоми може некој пациент да ги има, се гледа и дали треба некои дополнителни испитувања, кај некои посериозни отстапки, нормално мора да им нагласиме, нели, дека сепак треба да се направат дополнителни прегледи, да не се остави тоа така
Реално се гледа апсолутно се гледа доста детално како функционира нервниот систем, што сметаме дека е еден во денешно време еден од најважните системи што најмногу влијае на квалитетот на животот на нас, реално на луѓето. Се гледа, значи, психолошка состојба, меморија, фокус, начин на реагирање, ентузијазам, расположение, имунолошкиот систем како функционира, цревата како функционира, цел гастроинтестинален систем, буквално се. Целото тело, односно целиот организам. И сега, кога станува збор за биоинформатиката, она што исто така се поставува како клучно прашање во однос на степенот на здравствена состојба на личноста, односно на човекот и во би рекла во ваш контекст на пациентите. Дали постои некој ограничување, селекција кога станува збор за здравствената состојба, актуелната, моменталната на пациентот и дали постои селекција во однос на возраста? Не, самата метода, самата диагностика е неинвазивна. Немаме никакви ограничувања, ниту на возраста, буквално сме имали и бебиња од 1 месец кои што доаѓаат кај нас за диагностика, сме имали возрастни луѓе од 85 години, нема ограничување, реално. Затоа што и самата метода е неинвазивна, терапијата апсолутно нема несакани ефекти. Поентата е, кај нас само да од надвор му помогнеме на телото да се врати во нормална функција. Сега и кај некои состојби каде што е потребно регенерација, да се поттикне, односно да се активира самиот процес на регенерација. Што значи таа регенерација на организмот и колку е таа возможна, што те вели? Па видете, самиот наш организам си има своји механизми за започнување на регенерација. Например, ќе направиме некаква посекотина на рацете, нели? Самата рана се затвара, ние не даваме свесно некакви инструкции на кожата, нели, за да заздрави раната, да се регенерира тој дел. Самото тело си го активира тој процес и го прави. Или црниот дроб да го земеме како пример, знаеме дека тој е еден од органите кој што апсолутно целиот се регенерира. Така. Ние најдовме начин да го активираме тој процес на регенерација во било кој орган во телото. Тоа е реално многу револуционерно, затоа што досега имаме резултати каде што физички е докажана таа регенерација кај состојби кај кои што не би се очекувало да има регенерација. Например, кај генетски заболувања, каде што апсолутно поради постоење на некој мутиран ген и поради неговата активност се појавило некаде некој дегенеративен процес, ние со самото активирање на процесот на регенерација го враќаме органот во нормална функција и понатаму генот останува како неактивен, како заспан на некој начин да го кажем. Или регенерација имаме постигнато на нервен систем, на централен нервен систем, на кора на голем мозок, што медицински апсолутно се сметаше досега дека не е возможно. Повторно тоа е докажано со магнетна резонанца претходно и после терапијата, каде што физички се гледа дека сепак и нервните клетки се регенерираат. Или очи, заден сегмент на очите, ретина, макула, особено кај ретина. Значи имаме некои пациенти со ноќно слепило. Ако верувате, тие вистина немаат многу избор, обично се тоа деца. Терапијата во класична медицина за нив знам дека е доста скапа, мислам дека е повеќе од 100.000 евра и тоа преку фондот, што кај нас не е ни достапна, ја има во другите земји. Со тоа што таа терапија што има во класична медицина само го застанува процесот на го запира процесот на ослепување и изумирање на тие ретинални клетки. Кај нас мора да кажам дека малку поспоро, меѓутоа сепак успеваме да ја регенерираме ретината и тие деца да почнуваат да гледаат подобро. Доктор Татјана, оно што за крај би ве прашала, како стоиме на полето на биоинформатика ние во Македонија во однос на светски рамки? Споменав, иновации се прават до одреден степен, до одредена мерка, би рекла во светски рамки многу повеќе отколку како кај нас, но како стоиме на полето на биоинформатика? Во светски рамки дефинитивно се работи на регенерација. Некои од тие иновации, достигнувања се излезени во јавност, некои се уште не. Нели во светот знаеме дека регенерацијата е број 1. Ако успеш да направиш регенерација, го враќаш органот така како што бил пред да се појави болеста и ја снемува болеста. Меѓутоа, не сакам да звучи нескромно, ние сме дефинитивно меѓу првите што на овој начин сме успеале да направиме регенерација, затоа што сме во контакт со
специјалисти од други земји кои што работат на ова поле. Тие го прават малку тоа на потежок начин, со матични клетки, со преработено човечко ткиво. Ние свативме всушност дека ако со преработено човечко ткиво се успева да се направи регенерација, кога веќе го имаме тој програм за регенерација во нашите клетки, не ни треба тоа. Доволно е само да го активираме како процес. И може да кажам дека сме реално и меѓу првите. Одлично. Ви благодарам навистина за разговорот, за минути кои што би рекла дадов на осврт на ајде ќе ја наречам алтернативна медицина, но осврт на биоинформатиката веќе како начин на лекување кој што функционира и во Македонија. Ви благодарам. Ви благодарам на поканата.